Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на првото проучување посветено на новозаветното послание кое апостолот Павле им го напишал на христијаните во Галатија. Всушност, денес ќе започнеме со вовед во посланието. Ќе го прочитаме и накратко ќе го обработиме првиот стих од истото. Сигурен сум дека обработката на ова новозаветна книга ќе ви биде од голема полза. Моje лично убедување е дека Павле го напишал ова послание додека бил на неговото трето мисиско патување. Најверојатно ја посетил црквата во Галатија, но откако си заминал, во неа дошле учители кои проповедале спасение врз основа на почитување на законот. И за жал, дел од луѓето во црквата поверувале во нивната наука. Павле го напишал ова писмо, бидејќи сакал да докаже дека нивното учење е спротивно на Евангелието. Што се однесува до нас денес, од особена важност е да бидеме добро запознаени со тоа кои биле галатјаните, луѓето кои го примиле посланието. Добро е и корисно да ја знаеме нивната позадина. Има многу шпекулации во однос на тоа во кој дел од Галатија живееле христијаните на кои им пишува Павле. Но искрено сметам дека не вреди да ги коментирам, бидејќи не знам дали може да произлезе нешто поучно од тоа. Според мене, одговорот на прашањето на кои цркви им пишувал апостолот Павле е релативно едноставен и гласи вака: на сите цркви кои се наоѓале во областа Галатија. Галатија била доста голема и позната област во тоа време. Таму живееле голем број луѓе и црковната традиција ни вели дека на тоа место биле основани неколку цркви. Историски гледано, зборот Галатјани може да се користи по етнографски контекст и да се однесува на потеклото на луѓето кои живееле таму. Или пак да се користи од географски контекст и да се однесува на луѓето кои само живееле во таа римска покрајина. Што се однесува до етничката припадност на галатјаните и нивните корени, голем дел историчари тврдат дека тие всушност биле мешавина на неколку народи. Таа покрајина го добила името според луѓето кои живееле таму наречени Гали. Келтско племе слично на оние племиња кои ја населиле областа на Франција. Според некои историски записи, за нив се вели дека станале силни уште во 4 век пред нашата ера и уште од тогаш почнале со сериозни и значајни воени походи. Се вели дека веќе во 3 век пред нашата ера се приближиле до Грција и го освоиле Делфи во 280 година пред Христос. Со оглед на тоа што биле особено вешти во војувањето, царот Никомет I од Британија ги повикал на помош и затоа се преселиле во Мала Азија. Откако му помогнале на царот да извојува победа, галите се наметнале како важен воен фактор во тој дел од светот. Многу им се допаднала климата и земјата на која се населиле и затоа останале да живеат таму. Тоа воопшто не ме изненадува, бидејќи, кога бев во Турција, дознав дека тоа е навистина прекрасна земја, која излегува на Егејското и Средоземното море. Во 189 година пред Христос, ова племе било подчинето од страна на римјаните. И истото станало римска покрајина. Во зависност од политичките и воени случувања во тој дел на Азија, низ годините се менувале границите на покрајната Галатија. Кога Павле патувал во областа Галатија и го проповедал Евангелието, некои луѓе ја прифатиле христијанската вера и со тоа се започнале неколку цркви. Во глава 1 стих 2, тој пишува дека го праќа посланието до црквите во Галатија, што значи дека пишува на неколку заедници, но не можеме да знаеме точно на колку. Историски гледано, келтските племиња имале моште многу необичен темперамент и карактеристики. И голем дел од денешните народи кои се населени во Централна и Западна Европа, Англија и САД, се уште ги прикажуваат тие карактеристики. Слушнете што рекол Јулиј Цезар за галските племиња. Слабата страна на галите е во тоа што тешко се одлучуваат, склони се кон промена и не може да им се верува. Всушност, ќе речем дека и светот во кој ние денес живееме се повеќе се вклопува во овој опис. Луѓето се неодлучни, постојано сакаат нешто ново, некакви промени и се помалку се доверливи.
Тоа го гледаме во секојдневието. Например, гледаме дека луѓето се склони кон промени преку тоа што постојано сакаат нешто ново. Некое ново парче технологија, нов паметен телефон, нов уред кој ќе им го олесни животот и слично. Постојано копнеат по тоа да го имаат најновото и најскапото. Не само тоа, туку луѓето денес се исто така се помалку доверливи. Навистина е тешко да најдете некој на кого можете да му верувате и целосно да и се доверите на таа личност. Релативно е мал бројот на луѓето кои се благословени со такви пријатели во животот. Има голем број луѓе кои се довериле некому и потоа зажалиле. Такви биле галите како народ. А за жал, такви се и голем број луѓе во денешницата. Но ајде да бидеме малку поконкретни и да видиме кои биле луѓето на кои им пишувал апостолот Павле. Нашата главна цел во ова проучување не е само да се запознаеме со историјата на народите кои живееле во областа Галатија, туку и да се запознаеме со црквите во тој крај. Посланието до галатјаните е од исклучителна важност и за нас денес, бидејќи денешните христијани се соочуваат со голем дел од проблемите со кои се соочиле христијаните во Галатија. Главниот проблем во тие цркви биле лажните учења, а и ние денес сме склони да потпаднеме под влијанието на некое лажно учење или лажен учител. Пред да почнеме со обработка на ова послание, сакам да кажам уште нешто во врска со него. Станува збор за писмо во кое Павле е многу директен, но и строг кон црквите. Сигурен сум дека ќе го забележите тоа кога ќе почнеме со читање на стиховите. Црквите во Галатија биле во голема опасност, бидејќи основите на нивната вера биле нападнати од страна на лажни учители. За разлика од другите посланија, апостолот Павле овде не ги пофалува христијаните за нивниот духовен растеж и напредок, ниту пак пишува дека е благодарен за нив. Не бара молитвена поддршка, ниту пак поздравува некој од нив. Ако го споредите ова послание со сите останати кои се напишени од страна на апостолот Павле, сигурно ќе забележите голема разлика. Втората важна особина на ова послание е тоа што во него можете да забележите дека апостолот Павле е на некој начин повреден од тоа што се случувало во црквите и прави се што може за да ги спаси од лажните учења. Павле во никој случај не сакал да го толерира легализмот. Третата важна особина на ова послание е тоа што еднаш за секогаш го побива легализмот во црквата. Интересно е тоа што денешните легалисти не сакаат да го проучуваат и поучуваат посланието до галатјаните, бидејќи не им се допаѓа неговата порака. Ова послание било едно од омилените на Мартин Лутер. Тој рекол: "Ова е мое послание, венчан сум за него." Токму во оваа новозаветна книга се наоѓа еден од библиските текстови поради кој започнала реформацијата. Посланието може да се нарече проглас на христијанската слобода. Тоа е како вид тврдина во која христијаните можат да се заслонат секогаш кога ќе бидат нападнати од легалистички учители и учења. Ова исто така е посланието кое силно влијаело врз Џон Весли. Едно предание вели дека една вечер додека се шетал низ улицата Алдерсгејт во Лондон, тој размислувал за стиховите од Библијата, ја сватил силата и убавината на Евангелието и се новородил духовно. Откако се нановородил, Весли почнал да проповеда секогаш кога имал можност за тоа, без разлика каде се наоѓал. Како резултат на неговата јавна служба, многумина поверувале во Господ Исус Христос и така се случило духовно пробудување. Дел од неговите проповеди биле засновани на посланието до галатјаните. Се вели дека духовното пробудување, кое се случило во времето на Џон Весли, било најголемото и највлијателното кое Англија било кога го има доживеано. Вилијам Вилберфорс бил еден од луѓето кои ја прифатиле христијанската вера преку Весли. Токму Вилберфорс бил човекот кој се борел против робовладетелскиот систем, злоупотребата на децата како работна сила и слично. Посланието до галатјаните е од исклучителна важност за црквата. Лично сметам дека токму ова новозаветна книга била основата за сите големи духовни пробудувања, од формирањето на Новиот Завет, па се до денес. Мислам дека токму во него се крие и клучот за духовното пробудување, кој и нам денес ни е потребно. Навистина би сакал да видам како ова послание се поучува
и проучува во се повеќе цркви низ државата. Ако се случи тоа, сигурен сум дека Божиот свет дух ќе почне да действува на еден посебен начин и животите на луѓето ќе бидат драстично променети. Ако имате пријатели на кои им е потребно Божиото простување и спасение, слободно охрабрете ги да ги слушаат овие проучувања. Има и четврта важна одлика на ова послание, а тоа е дека овој текст најдобро ја потврдува доктрината за оправдување и спасение преку вера. Преку зборовите на апостолот Павле, Бог на црквата и кажува која е суштината на Евангелието, која е важноста на верата и важноста на законот. Во посланието, Бог ни кажува дека не само што сме спасени преку благодат, туку и нема друг начин како да живееме, освен преку неговата благодат. Благодата е таа која ни дава живот и благодата е таа која не одржува во живот. Според начинот на кој го подели в посланието, тоа се состои од 5 дела. Вовед, лично обраќање, доктринално обраќање, практичен аспект, поздрави. Првите 10 стихови од глава 1 се всушност воведот во ова послание. Нив ќе ги прочитаме и обработиме следниот пат. Во првите 5 стихови Павле ги поздравува христијаните, но како што спомнав и претходно, неговиот поздрав не е толку топол како во другите посланија. Главна тема на ова новозаветна книга е Евангелието кое му се противи на легализмот на секој можен начин. Павле ја пренесува темата многу вешто, без притоа да го нападне или порекне законот. Законот е важен и величествен, и проблемот не е во него, туку во срцата на луѓето и нивната неможност целосно да го исполнат. Никој не може да се спаси преку проучитување на законот. Токму затоа, апостолот Павле гради случај дека спасението е возможно и достапно, но не преку делата на законот, туку преку вера во Господ Исус Христос. Оправдувањето и спасението преку вера е главната тема на оваа книга. По книгата пророк Авакум 2.4 пишува: Праведникот ќе живее според верата. Овој стих се цитира и во Римјаните 1.17, како и во Евреите 10.39. Во посланието до евреите нагласката е на фразата «ке живее». Во Галатјаните нагласокот е на «вера», а во Римјаните нагласокот е на зборот «праведникот». Многу често, оние кои сакаат да го нападнат Евангелието го прават тоа на два начини. Првиот начин е така што го напаѓаат оној што го проповеда Евангелието и се обидуваат да најдат некаков недостаток кај Божите слуги. Сатаната многу често се обидува да напаѓа на таков начин, односно да ги нападне Евангелието индиректно. Тоа е еден дел од неговата воена тактика, бидејќи знае дека ако директно ја нападне Библијата, таквиот обид може да е неуспешен. Ваквите напади многу често се суптилни и се насочени исклучиво кон оние кои го проповедаат и поучуваат Божиот збор. Таквите луѓе често се нарекуваат фанатици или фундаменталисти. Баш пред неколку дена разговарав со човек кој ме нарече фундаменталист и откако се согласив со неговата проценка, тој ми рече дека луѓето како мене се многу досадни и самоправедни. Не знам што сакаше да постигне со тоа што ми ги кажа тие зборови, но не ми е прв пат некој да ме нарече така. Многу пати во животот ме нарекле фанатик или фундаменталист и искрено веќе не ми смета тоа. Се навикнав на таквите коментари. На таков начин, лажните апостоли го нападнале апостолот Павле. Тие ги довеле во прашање неговото апостолство и авторитет. Токму затоа, уште на самиот почеток, тој започнува со тоа што се идентификува како апостол, кој не е повикан или поставен од луѓе, туку од самиот Господ Исус Христос. Ајде да го прочитаме првиот стих од ова послание. Павле, апостол, повикан не од луѓе, ниту преку човек, туку преку Исус Христос и Бог Отецот, кој го воскресна од мртвите. Сакам да напоменам дека кога Павле вели дека е апостол, тој не го прави тоа со цел да се пофали пред другите, туку да ги потсети на неговиот авторитет и позиција. Апостолската служба била од исклучителна важност во функционирањето на црквата. Општо гледано, кога во Новиот Завет го читаме зборот апостол, тоа се однесува на 12 мината кои беа со Исус за време на неговата служба тука на земјата. Тие беа очевидци на неговите чуда и поуки,
и беа избрани од страна на Исус. Во суштина, зборот апостол значи оној кој е пратен да изврши одредена задача. Некој можеби ќе рече, но Павле не беше очевидец на чудата и животот на Исус Христос. Како може да се нарече апостол? Моje лично мислење е дека тој го зазеде местото на Матиј, кој преку ждрепка беше избран како апостол на местото на Јуда Искариот. Единственото место на кое се спомнува Матиј е во Дела глава 1, и потоа на ниедно друго место не читаме за него. Сметам дека изборот на Матиј беше избор направен од страна на апостолите, а не од страна на Светиот Дух. Матиј беше избран за апостол пред празникот Педесетница, односно пред Светиот Дух да се спушти врз црквата. Токму затоа сметам дека изборот на Матиј не беше добар, односно не беше воден од Духот. За жал и денес во црквата има случаи каде што за служба се избираат луѓе по желба на црквата, а не според желбите на Светиот Дух. Апостолот Павле го започнува посланието до галатјаните со тоа што ги подсетува христијаните во Галатија дека неговото апостолство е дадено од Бог, а не од човек. Кога тој започна со апостолската служба, тоа беше резултат на средбата со Господ Исус. Апостолството на Павле не е резултат на гласањето на некој собор или одбор. Не само што Павле не го изгласаа за апостол, туку и никој не го ракоположи да биде апостол. Тоа не значи дека Павле не ја почитуваше хиерархијата во првата црква, но со овие зборови ги потсети галатјаните дека за разлика од лажните учители кои се препознаваат и ракополагаат едни со други, неговата служба е дадена, но и водена од Бог. Воскреснатиот Христос е онај кој го постави Павле за апостол. Тоа е многу важно да го имаме на ум. Следниот пат ќе продолжиме со проучувањето на оваа новозаветна книга. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.